Еве се враќаме повторно назад во отвореното студио 1, втор блок отворено студио 1, 15 часот и 20 минути. И денес ви подготвивме една навистина интересна тема, но би рекла и проблем кој што со текот на годините се провлекува, а и до ден денес решение нема. Станува збор за масовното труење на кучиња кои што особено изминатиот период се случуваше ширум земјава во повеќе градови. Токму поради тоа од шепасти ентузијасти вчера го одржаа и првиот протест, односно послеизвесен период, и секако тие најавија дека и во наредниот период ќе продолжат со протестите, па токму на оваа тема разговараме со две активистки и ветеринар, односно со Наталија Трпковска, Ана Цветановска и Радомир Петрушиевик. Добар ден и добре ни дојдовте во отвореното студио. Вака, јас би почнала во однос на тоа, Иве, како што напоменавме, ова е долгогодишен проблем, надлежните институции молчат. Јас обидов да стапам и во контакти со надлежните во градско УПИ, Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот инспекторат за земјоделство, но сепак никој денес не удостои со присуство, на затоа Еве ќе разговараме со вас на оваа тема. Ширум земјава, значи, се случува масовно труење на кучиња. Можеме да забележиме постојано дека на социјалните мрежи кружат слики за труени кучиња, па Еве, кои се најчести предели места каде што всушност се случува труењето? Сега во последно време, дури вчера за време на протестот, имавме труење во Пехчево. Сабајлето беше расфрлено отров во Визбегово, но наши активисти уредно го собрале и го фрлиле. Среќа не имаше жртви таму, за жал во Пехчево кучето не издржа. Значи, во последно време Охрид, Струга, Ресен, Штип. Буквално нема населба во Скопје каде што не е забележан отров до сега. Значи, буквално од Ново Лисиче до Влае, Хром, сите населби, но најмногу труење на кучиња има во Ново Лисиче. Дали може би имате некоја Еве статистика, бројка, колку, бидејќи споменавте дека најмногу кучиња има во отруени во Лисиче, за колку број станува? Па немаме точна статистика. Се случува и лешеви да бидат собрани пред да дојде активист да види дека воопшто се случило труење. Но мислам дека од прилика месечно околу 20 на кучиња се трујат. Тоа сепак станува збор за навистина сериозни, да. Бројки. Јас би сакала Еве да ве прашам и вас, господине Петрушиевик, во однос на, бидејќи вие сте ветеринар, имате долгогодишно искуство, кажете ми кои се Еве првите симптоми на затруено животно? Многу различни отрови, различни симптоми. Најчесто тие што се најпотентни отрови, симптомите се многу брзи. Значи, кучињата добиваат јако лигавење, некоординираност, добиваат клонични напади, лигавење, бесвестица, тресење. Тоа се тие први симптоми кои што настануваат од јачината на отровот. Многу зависат од големината на кучето, кога е фрлен отровот, колку отров е касната. Значи, нема нешто што би можело да биде како шаблон, па да се водиме по тоа. Значи, симптомите знаат многу полека, знаат и многу брзо да настанат, што е многу го отежнува лекувањето. Можностите да преживее животното и тоа го отежнува, да собствениците или луѓето кои што ќе го начекаат тоа отруено животно, да немаат ни време да стигнат до прва амбуланта. Така да, различни групи на отрови, различни симптоми. Еве, мене ме интересира во однос на тоа, што доколку, Еве, например, пешачите, вие ќе забележите отруено животно без разлика дали станува збор за куче или маче, доколку е живо, како во таа ситуација да постапиме со цел или да го спасиме доколку е можно тоа? Прво нешто мора да знаеме кај сме и да алоцираме првата ветеринарна амбуланта. При себе ретко кој има нешто да даде за прва помош. Некои од луѓето имаат ампули атропин, па може да ги аплицираат. Али сепак и за тоа треба да поминат некоја обука колку атропин да дадат. Затоа што кучето при самото во таа состојба има зголемена температура и јако срцебиење. Ако се даде поголема количина на атропин, тој знае да предизвика тахикардија, значи уште толку може да се влоши состојбата, моменталната.
Така да може да се даде тоа некои од собствениците да го имаат, тоа ќе помогне да се добие на време, да се стигне до прва ветеринарна амбуланта или на лице место до ветеринар, доколку е можност да помогне. Добро, еве, бидејќи нели треба да се однесе животното до првата амбуланта, потоа ветеринарот што прави, што превзема? Ветеринарот едноставно ги гледа клиничките знаци кои се и од собствениците зема колку време, на што сумњаат, кога е каснато, и ветеринарот врз основа на тоа и земениот триес почнува да го лекува животното. Се даваат најразлични терапии, се со цел да се спаси, да се даде една супуративна терапија. Некои од отровите имаат специфичен антидот, тоа е многу добро и олеснително, но има отрови кои што немаат антидот. И едноставно тука се многу мали шансите да животното преживее. Че може да кажеме, например, еден опасен отров е познат у јавноста како ланате, 1 грам е доволно да убие 70 кила куче или возрастен човек. Сега замислите вие тој што труе наменски, колку би ставил, дали би ставил грам или би ставил поише во мамецот. Така да, многу е битно кога е расфрлан отровот, дали поминал ден, дали надвор врнело, така да испарува тој отров и поголеми се шансите животното да издржи. А ако е наменски фрлен, например, во двор, тука може и да немаме шанси да спасим, затоа што собствениците првично не знаат што се случува. Така. Од кога ќе дојде првиот симптом, гушење, лигавење, тука е веќе може не и касно, али сепак треба одма да се реагира. Бидејќи може би да предоци. Да, но тој отров ланате е неуротоксичен отров. Значи, централниот нервен систем страда, депресија на дишење, јако лигавење, едем на бели дробови, од друга страна се ствара голема пена во бронхиите и тоа предизвикува гушење. Значи, тој атропин што многу го спомнуваат, треба да се даде предпазливост, да се намали лигавењето, да дише животното. Така, кажете ми, вие, Наталија и Ана, бидејќи претпоставам дека еве кога ќе добиете дојава за труено животно, вие одите на лице место. Меѓутоа, еве, например, во однос на гледачите, доколку, чисто да ги информираме доколку забележат за труено животно, каде и како да пријават? Најпрвен треба да се јават во полиција, со тоа што полицијата, кога ќе се јавиме да пријавиме дека имаме дојава за отров или за труено животно, не доаѓа. Значи не се пристапува. Ако дојде, ќе направи записник и ништо после тоа не се случува. Значи најпрво треба да се повика и ветеринарна инспекција, што исто така многу ретко доаѓа и многу имаме проблем затоа што законот не се почитува. Значи по член 269 по кривичен закон, убиство на животно е кривично дело и треба да се бара истрага. Значи, полицијата е должна да ја извести ветеринарната инспекција и да постапи по закон, значи. И многу имаме проблем тука. Например, веќе ако некој пробал да му помогне на животното во меѓувреме, тука одма ти викаат дека не може да направат ништо затоа што веќе имало дека не може да се помогне затоа што животното веќе е допрено. А сега кога гледаме дека се мачи животно, ние прво што правиме го правиме тоа. Се пружа прва помош. Прва помош пружаме. Но не можеме да го оставиме. Не можеш да го оставиш. По таа состојба. Ева споменавте дека вие ќе се јавите во полиција, ќе дојдат ќе направат само записника. Каква е вашата, односно според вас има ли слух од страна на надлежните институции? Вака, На според што се нашите должи тоа? сознанија, досега за расфрлен отров и според билтенот на МВР не е поднесена ниту една пријава против труење на животни. А граѓаните секојдневно гледаат како буквално животните се гушат во собствената плунка и умираат во страшна агонија. Значи да не правиме муабет дека тоа е страшна траума да го гледа некој од страна и во домашниот кривичен законник расфрлање на супстанции што го загрозуваат животот на луѓето и животинскиот свет е кривично дело кое што е казниво според закон. И според член 232 казна затвор од 1 до 10 години. А ние немаме ниту една пријава. Значи полицијата
поднесена ниту една кривична пријава за расфрлањето на отровите. Во однос на другите надлежни институции, каков е вашиот став? Дали, например, вие имате соработка или сепак сметате дека се пасивни институциите во однос на овој проблем? Јас мислам дека се се уште пасивни институциите, затоа што во Агенција за храна и ветеринарство имаме премногу пријави поднесено, сите, кој како поединец, кој здружение, до сега одговори имаме многу малку или спроведени. Така да Дали не знам сметате дали дека го еве коментирала вината тоа. лежи само во институциите или свеста на граѓаните треба да се зголеми? Најпрвен, тоа е јас мислам дека е до свеста на граѓаните и на институциите, значи вработените таму. Нас ни се смеат кога пријавуваме или кога се потресуваме. Зошто, што ви велат? Не сакам да го коментирам јавно тоа кои се нивните одговори и каков е нивниот однос кон нас како активисти, затоа што повеќето луѓе мислат дека ова што го правиме ние изгледа многу ненормално. Реално и таква е сликата, На никој дека начин не подценуваат. не подценуваат. Значи, ако секогаш. ние реагираме емотивно на таа гледка, мислам, стварно за нас е тоа траума. Буквално. И се јавуваш да побараш помош. И Сепак и животните се живи суштества. Да. апсолутно ние како активисти, мислам, знаете кој е нашиот став. Така, сега јас би сакала Еве да се навратам во однос на, бидејќи споменавте дека во Скопје биле речисени сите општини и расфрлан отров, што да се превземете во тој случај кога, например, човекот или дете се едно ќе дојде, ќе го забележи, како да реагира, да не се зарази, односно да не го добре отровот, бидејќи Прво, последиците се навистина сериозни. најисправно е да се викне МВР, комунален инспектор, нештетно да се острани тој отров. Значи, ретко кој знае како треба да постапи со тоа. И тој отров си има свое место каде што треба да се фрли. Значи, неприфатливо у прва канта, неприфатливо у канализација да се става, затоа што отровот ќе отиде у река. Така, да. Знаеме, и таму има животни, и таму може да се направи труење. Па да Така настане уште поголема Значи штета. мора тоа надлежни служби да го уништат тој отров. А се пријавуваат ли трујачите? Не. Не. До сега сите пријавени се до непознат сторител. До сега тоа немаме што- конкретно да. лице. Имаше само еден случај надвор од ова со труењата. Со дебармалскиот миленик Идрис, кој беше убиен со секира буквално пред 50 луѓе во кафичот во Радио Бар, кои што се дошла да испијат кафе. И тој човек помина со некоја парична казна само и тоа беше И тоа. не доби никаква кривична Не пријава. да бе кривична пријава. Меѓутоа, дали еве можеби вие ги знаете имињата и презимињата на луѓето кои што дел од нив тоа го прават, односно шират информации, односно фрлање отрови преку социјалните мрежи? Многу често се случува на постови каде што е кажано дека улично куќе нападнало човек, да се развие цела дискусија и тројачите буквално се советуваат каде може да се набави отровот. Па јас го имам, дојди слободно ќе ти дадам. Се советуваат кој е најефикасен. Колку треба да се стави за куќето веднаш да угине. Значи тоа е страшно, ама сепак тоа не го сметаат они како доволен доказ за да може да се поднесе кривична пријава. Значи, повторно, ете, на некој начин сметате дека институциите се тие кои што... Па институциите се и тие што треба да го трнат отровот. Значи кога имаш пријава треба да се, кога ќе видиш отров треба да се јавиш во комунална. До сега не ми се случило, освен 2 пати до сега кога имам најден отров, директно на страницата на градоначалникот на општина Карпа, Штефан Богоев, му посочив дека има отров и веднаш испрати екипи. Тоа ми е до сега единствен случај, 2 пати што се случи, кај што јас наоѓам лично отров и некој веднаш го трга отровот, без да го фрлиме ние во канализација, како што у моментот не фаќа паника и го правиме тоа, за да нема жртви, затоа што не е се само и животните тука и најчесто се фрлаат и покрај градишта, детски Тоа е најголемата трагедија, тоа мора да го споменаме, дека основни училишта. Најдено до сега па сигурно околу 10 мамки со отров се најдени во детски градинки. Последен случај беше во градинката во автокоманда. Значи, знаете ли колку е лесно, посебно отровот кој што најчесто го користат, ланатато, како што Или спомнав. било кој нема мирис, нема вкус. Доволно е детенце да згазне со патичето, да го фати патичето, рачето во уста, толку. Значи, не знам дали се воопшто свесни колку е сериозно ова. И не знам кога ќе пристапат, значи, мора да ги земат во предвид овие појави кои што секојдневно се случуваат, секојдневие стана ова.
За жал. Петрушевиќ, јас би сакала да ве прашам во однос на тоа, еве, освен бездомните животни кои што страдаат, често пати се случува и додека еве граѓаните ги шетаат своите миленици и во тој случај да биде затруено кучето, мачето. Што треба со себе да носат луѓето кога ги изведуваат на прошетка своите миленици? Со цел нели да ги заштитат, да можат веднаш да реагираат доколку дојдат во контакт со Со отров? себе, значи предходно треба да се обучени, тоа што го носат со себе како да го дадат. А обучени ли се кај нас доволно граѓаните? Информирани ли се? Не би требало да се обучени граѓаните да знаат да аплицираат иницијатива во Тоа е биржа. малце, знаете како, тешко изводливо. Сепак се работи за лекарства кои што пред се одат на рецепта. Лекови кои што предпазливо треба да се даваат. И е нелогично секој, например, шета, например, кучен из град или било каде со себе да носи 300 лекови, 300 чуда за да го спаси, не де Боже, да се деси нешто. Затоа што нема еден универзален антидот. Нема еден. Значи, отрови ланатец има еден, отрови за глувци има друг. После има уште многу појаки од ланата отров за глувци, кои за жал нема антидот. Некои почнуваат на овие што се отровите за глувци, почнуваат многу споро да напаѓаат, да делуваат во организмот. Ти можеш си шетал вчера или пред 2-3 дена и кучево едноставно после 3 дена како некоја блага настинка. Тек после излегуваат симптомите. Крва, столица, присуство на крв во урина, крварење од нос, непца, повраќање крв, болки у стомак. Тоа е веќе една фаза кога стварно се гледа дека е тоа труење. Така да некоја превентива со себе, луѓето знам ставаат хидрогени во уста, млеко, шербет, некој става жолчка, супи, мрсни. Добро е тоа, многу пати помогнало, а многу пати го убило животното, затоа што животното ако е у фаза на некоја нервна парализа, центарот за голтање и он е парализиран. Кучето не може да голта. И сега, ако ти со сила ставаш таква течност, таа ќе отиде у бели дробови. Па ќе најде дополнително гушење. Така да апел е, не знам, да се пази кучето, да не се пушта, подолго време да е само, маска на уста. Исто така ќе се надоврзам за маскава. Да, и само накратко, бидејќи пополека ни изминува времето, накратко да резимираме. По една порака, еве, за нашите гледачи и повели... Па, бараме сериозно да се започне со инспекции и на во однос сите на маските земјоделски. исто така сакаше да докажеш нешто? Имавме случај каде што девојка баш од таа причина, затоа што имало случај на труење предходните денови на кеот во Карпош 4, го носела кучето со маска, но бидејќи отровот е премногу силен и може преку респираторен Да, со вдишување. со вдишување да се буквално да се затроe, среќа имало доволно време да го однесе на ветеринари да го спаси. Значи никогаш ни тоа не е опција за како превентива за Така. Наталија, накратко? Јас сакам да ги поканам сите гледачи, значи сите граѓани кои се загрижени и кои се плашат исто и од уличните кучиња да не се плашат, бидејќи не се баш тие кои што се агресивни, како што пласираат многу медиуми дека улични кучиња каснуваат, обично тоа се домашни кучиња кои се тренирани за жал да бидат агресивни. Сакам да ги поканам во четврток во 17:30 часот пред собрание на Република Северна Македонија да дојдат и да заедно да си побараме стоп за отровите и да почне полицијата да се врши својата должност и МВР да започне конечно веќе еднаш со истраги. Така. Јас ви благодарам многу на денешното гостување. Се надам дека и ќе се видиме во некоја друга прилика. А ние, почитувани гледачи, тука правиме кратка пауза, па се враќаме повторно во студиото да ги анализираме најновите информации од регионот и од светот.